На Скопје му фали зеленило и трева и дрвца. Во минатиот период имаше обиди од локалната власт за раззеленување на главниот град, но тоа не е доволно. Во општина Центар дури направија и регистар на дрвца, но сепак регистарот на скопјани вели дека уште многу млади фиданки фалат. Може би и садеа, ама многу и се исушија, затоа што не ги полева. Да се надеваме дека новите постави на локалната власт посериозно ќе пристапат кон овој проблем. Ни истакна еден скопјанец. Освен паркови и дрвца во градот, за Скопје е многу важно да се пошуми и околината, односно Скопска Црнагора и Водно, кои се всушност белите дробови на градот. Во Киселавода представници на општината и Сдруженијето Equality одржаа состанок за представување на идејното решение за паркот на еднаквоста. Кажаа дека идејното решение за паркот ќе биде синоним за највисоки стандарди во урбаното планирање. Од Сдруженијето нагласуваат дека проектот ќе понуди нов култен урбан простор за рекреација, интеракција со природата, едукативни содржини за најмладите, а ќе промовира и иновативни стандарди на пристапност за сите сограѓани, вклучително лицата со попреченост. Во тек е изградбата на затворен пливачки базен во основното училиште Ацо Шопов во Радишани. Според информациите од општина Бутел, изградбата на овој објект треба да биде завршена за 18 месеци. Базенот ќе биде на располагање на сите ученици од околните училишта. Од спортскиот центар Борис Трајковски информираат дека пливачкиот базен повторно започнува со работа утре и ќе биде отворен за сите посетители, рекреативци и спортисти. Да подсетиме, базенот беше затворен во април поради, како што известија од центарот, технички зафати од поголеми размери. Универзална сала и град Скопје ја најавија манифестацијата Бела ноќ, што ќе се одржи во сабота на 4 октомври 2025 година. Целиот град ќе се претвори во отворена уметничка сцена со концерти, изложби, литературни читања, мултимедијални изведби и перформанси, достапни за сите граѓани и посетители. Програмата вклучува разни настани на различни локации, а организаторите истакнуваат дека Бела ноќ е символ на културната отвореност на Скопје и можност за поврзување на граѓаните и уметниците преку заедничко креативно искуство. Со првиот лет од Скопје до Штутгарт, Визер отвори уште една нова авиолинија и од главниот град на Македонија до Германија. Авиокомпанијата ќе лета од Скопје до Штутгарт 3 пати неделно, секој понеделник, среда и петок. Со додавањето на Штутгарт на мапата на рути на Скопскиот аеродром, Визер има вкупно 9 рути до 9 градови во Германија. Јавното предпријатие ПОЦ во соработка со сообраќајната полиција со помош на специјалните возила Пајак санкционирале 114 непрописно паркирани возила кои го попречувале нормалното и безбедно одвивање на сообраќајот. Јавното предпријатие Паркинзи општина Центар и општина Центар секојдневно водат грижа за да го доведат во ред сообраќајниот хаос настанат од непрописно паркираните возила на територијата на општина Центар. Потсетуваме на почитување на сообраќајните правила од страна на секој учесник во сообраќајот со цел одржување на ред и безбедност на улиците. Наведуваат од предпријатието. Од 15 октомври официјално започнува грејната сезона за потрошувачите приклучени на системот за централно грејење во градот Скопје, со кој управува АД ЕСМ. Од операторот апелираат да се следат препораките и да се соработува со службените лица за да се обезбеди сигурно функционирање на системот, при што ги повикаа сите корисници навремено да ги завршат потребните поправки на своите внатрешни грејни инсталации, бидејќи редовното одржување е нивна обврска. Во двор во куќа во Газибава утрово се запалило комбе на 31 годишен скопјанец. Случајот бил пријавен денеска во СВР Скопје околу 4 часот. Од МВР информираат дека при инцидентот нема повредени лица, а пожарот бил изгаснат од таткото на сопственикот. Причините за пожарот ќе се бараат преку истрагата. Новата концертна сезона на Националната опера и балет се отвора во петок со едно од најмоќните и најемотивни ремек дела во историјата на класичната музика – Реквием на Моцарт. Диригент ќе биде италијанецот Джанлука Мартиненги, а како солисти ќе настапат Билјана Јосифов, Николина Јаневска, Јане Дунимагловски и Владимир Саздовски. Нив ќе ги придружува оркестарот и хорот на НОБ.